Деварско-Кичевската епархија зафаќа вкупно 3565 км квадратни. Во нејзиниот состав се наоѓаат вкупно 14 општини, 5 градови и 262 села со мешано население. Административно е поделена на 4 архиерејски наместништва, и тоа Охридско, Струјшко, Кичевско и Бродско и Деварско. Манастирот Света Пречиста се наоѓа на 10 километри југоисточно од градот Кичево, на планинските поли од планината Цоцан, на надморска висина од 920 метри. Расположен е на мало плато, од кај што како на дланка се има Кичевијата и планинските венци што ја одвојуваат оваа котлина од соседните подрачја. Манастирот во обоштение на Пресвета Богородица, или попознат меѓу народот како Пречиста, и се наоѓа во градот Кичево. Манастирот Света Богородица Пречиста е почнат со градба во 1316 година и е завршен во 1320. Како негови ктитори се јавуваат византиските цареви Андроник II Палеолог и неговиот совладетел Михаил IX Палеолог. Тие одржувале блиски односи со Охридската архиепископија, ја помагале и се јавуваат како ктитори на повеќе манастири од овој регион. Манастирот Пречиста датираат многу стари манастирски ракописи користени од монашкото братство при црковните обреди. Таков е ракописниот Минеј за месец септември-октомври од 13-тиот и 14-тиот век и ракописното четворо Евангелие од 14-тиот век, кое се наоѓа во библиотеката во Белград. Сочуван е и еден псалтир од 15 век, што докажува за континуитетот на манастирот во првите години од османлиската власт. Првите пишани историски извори за манастирот Пречиста потекнуваат од 16-тиот век. Во поменикот на манастирот Зограф на Светагора Атонска од 1527 година е запишан јеромонахот Антони од манастирот Крнино, кој во Светогорскиот манастир приложил 10 сребреници. Манастирот стекнал углед и надвор од границите на Охридската архиепископија и одржувал постојана кореспонденција со голем круг световни и црковни лица, со манастири на Светагора, па дури и со канцеларии на христијански владетели и војводи. За овие преписки манастирот користел писмовник, епистолар Питаки, кој е единствен досега сочуван во нашето средновековно литературно наследство. Манастирот три пати бил срушен од страна на турците. Меѓутоа, по Божја промисла манастирот повторно е граден. Како ктитор на вториот манастир се јавува кнез Димитар од Кратово. И при второто палење на манастирот, кој настана во 1558 година, пострадуваат тројцата пречистанатски мученици. Тоа се Етнул и Паис Јавирки. Овој настан се случило во еден од браќата морал да излези надвор од црквата, бидејќи имал некој послушание да заврши. И ги видел дека тука се приближуваат турците кон манастирот, влегол во црквата за да ги извести. И се договориле кој сака да остане во црквата. Кога дошле турците, им поставиле услов на монасите да се откажат од верата или ќе пострадат мученички за Христа.
монасите никако не прифатиле црква. И биле насилно изведени од црквата, биле одведени на едно место на близина тука, наречено Господинец, и тамо им биле отсечени главите. После оваа случка, браќите долго време немале сили за повторно да го возобноват манастирот. После отприлика 9 години, повторно возобновен манастирот. Меѓутоа, за жал повторно станува цел на плјачкање на качечки банди. За конечно во 1848 година, игуменот Теодоси, чиј што гроб се наоѓа веднаш до самата црква, успева да изгради неголемата црква. Кога се влегува во црквата, веднаш паѓа во очи импозантниот иконостас. Тој бил направен за време на игуменот Стефан во 1864 година. Архитектонската конструкција ја изработил мајсторот Дојчин Зулфа, а декоративните работи неговиот син Добре од Лазарополе. Иконографијата и фреско живописот главно се на тајфата на познатиот зограф Димитар Крстев, Дичо Зограф од селото Тресонче. Од стариот иконостас единствено е зачувана престолната икона Богородица Огидитрија од зографот Анастас Христов. Меѓу ретките остварувања на Дичо Зограф во Света Пречиста е и плаштаницата над гробно еридание, изработена по порачка на јеромонахот Симеон. Царските двери се од 19. век. Нивниот автор е непознат, а изработени се во длабока ажурна резба. Најгоре на иконостасот е големиот крст, целиот изработен во резба. На него е представата Распетие Христово, а долу, над устите од резбаните аждаи, во резбани рамки, се насликани Богородица и Свети Јован. Најважно иконографско дело во Света Пречиста е чудотворната икона. Се наоѓа на западната страна од наосот, во нејзиниот северен дел, поставена на бигорен камен над изворот. Секој кој што пристапува со вера, со љубов, со надеж кон иконата, кон чудотворната икона, нашол исцеление од каква и да било болест, да боледува. Континуитетот на манастирскиот живот продолжува и во Балканските војни и Првата светска војна. Нов духовен импулс во повторното заживување имаат руските монахињи, прогонети од болшевиците, кои во следните децении ги продолжуваат традициите на ова вековно македонско црковно средиште. Дел од нив почиваат во мир на манастирските гробишта, недалеку од манастирот. Благодарение на нивниот монашки подвиг и молитвеноста, црковниот и духовен живот во манастирот продолжува се до денешно време. Денес манастирот Света Богородица Пречиста е женски манастир. Неодамна со благослов на надлежниот митрополит господин Тимотеј
Дел од сестринството на архимандрит господин Партени при Раичкиот манастир го продолжи активниот монашки живот во манастирот Пречиста. Под духовна закрила и поддршка на нивниот старец, архимандритот Партени, сестринството денес во целост го исполнува поредокот во манастирот по светогорски општежителен типик, како во однос на функционирањето на обителта, така и во богослужењето. Манастирот никогаш не бил оставен без монаштво.